Ѓолен, ова не е точно. Од каде слушна ти? Отидов и разговарав со Фиген. Добро, но зошто мене не ми кажала? Гордоста не идава. Не сакала да ја сожалуваш, затоа не кажала. Ако е така, зошто ти кажала тебе? Па и таа е многу збунета. Бидејќи не знаела што да прави сама со детето тато. Господе, чувај ми го умот, Господе. Ајде, што побрзо додиме кај сено. Мамо прифати дека ова работа е завршена. Јас се уште не сум умрела. Ако имам барем и најмала шанса, ќе се опитам. А ти само седи и прифаќај. Мамо, чека една минута, ајде. Повелете, господјо. Благодарам, пријатно. Вие ова одамна го заслуживте. Со денови ги гледам овие фотографии. Всушност сватив дека за мене секогаш постоеше само мајка ти. Фиген, со неа сакав да ги згаснам надежите за неа. Кој знае? Како ја направив оваа грешка? Токму кога мислев дека навреме сум се откажал. Можно ли е сега ова? Што ќе правиме сега, Ѓурен? Камо да имавме некој решение, тато. Еркот? Каде ми бегаш повторно? Па ќе умреш ли ако еден викенд го поминеш со мене? Хобе, мила, знаеш. Мирен сум кога одам да ловам риби. Ми здодеа веќе од твојата желба да ловиш риба. Најди си некој друго хоби. Еве, например, голф. Голф ли? Мила, што се разбирам јас од голф? Па ќе научиш, душо, што има во тоа. Мора да се почне со голф, Еркут, и... Ај, ако те види некој, па ќе се посрамува. А зошто? Душо, се видел ли ти некој од бизнисмените со кои се дружиме да оди на риболов? Па ние треба да се приспособиме. Тоа е загуба за нив. Тие нека се приспособат на мене. Јас само вака можам да уживам. Не можам да бидем официјален. Што да правам? Сакате да се масхирам кога одам на риболов, а? Ако сакаш, можам да се пресоблечам. Да не препознаат. Например, може да земе на твоите перики. Ама, Неркут, веќе... Добро, ајде оди. Ама немој да стануваш долго. Мила моја. Ама побрзај, синко. Овој автомобил не може ли да оди побрзо? Добро, мамо, човекот прави се што може. Ај, Господи Боже, изгледа ми се качи притисоков нешто. Ќе стигнеме ли? А што ако таа го прочита писмото? Што ќе правиме тогаш, Нихан? Мамо, смири се, те молам. Ќе ти се сложи и тогаш ништо нема да направиме. Прво да одиме и да видиме. Ти запна да одиме, што е сега? Во последно време многу често се среќаваме. Човек паѓа во искушение, можна ли е таква случајност? Ако мислиш дека сум испланирал, јас сум невин. Ова е целосно работа на судбината, но воопшто не се жалам. Дури во моје име сум подготвен да ти дадам право. Како тоа? Вак, може да одиме некаде, да се напиеме по нешто и подобро да се запознаеме, а? Зошто? И така не ли одиме на исто место? Види, Душо, таму се спортува, не е место за разговор, не ли е така? Ама вака ќе да доцнеме. Имаш право. Тренерот нема да не прими на час, нели? А може дури и единица да ни пише. Ти за се во животот вака гледаш? Ајде, Душо, не ме одбивај. Знаеш, многу е тешко да се најде пријател за разговор. Само половина час.
Што поскоро треба да разговарам со Фиген. Воопшто не знам како ќе го направам тоа. И јас сум шокирана откако слушнав тато. Бев сигурна дека може повторно да бидеме заедно. Јолен, да не разговараме веќе за ова. За сега ние двајцата немаме толку сила, Керко. Ако ми дозволиш, имам потреба малку да останам сам. Во ред, тато. Леле, кој ми дошал? Се надевам дека немаш работа, Сена. Ти дојдовме ненајавено, ете така. Бевме нешто во близина, па сакавме да те изненадиме. Многу добро што дојдовте, повелете. Седев, веднаш да ни си направила по едно кафе. Во ред, господјо. Да биде горко. Епа, ајде, добре дојдовте. Повелете. И кој ветер ве донесе овде? Дојдовме со мајка ми да пазариме наваму. Па си рековме, штом сме во близина, да си ја пробаме среќата. Изгледа имаше лесна нога, Нихан. Кој беше? Ви стигна едно писмо, господјо Сена. Остави го тука, дошо подоцна ќе го видам. Јас пак помислив што ли е. Во ред, господјо. Донеси ни ги ти кафињата, Керко. Секако. Како да е некоја државна работа. Па поради едно писмо го прекинавме разговорот. Сигурно е некоја покана, што и да е, нели? Како и да е, каде застанавме? Кан? Да им верувам ли на очиве? Ти? За викенд овде? Што е работата, синко? Сакав уште еднаш да ги прегледам пред сметките. Дојди тогаш во мојата канцеларија, заедно да ги прегледаме. Тато, нели ти денес ќе одеш на риболов? Утрово ги подготвуваше трските. Така и кажав на мајка ти, сине, да не дознае за работава, ќе се растажи. Што да правам? Ајде, дојди. Добро. Гледам, многу те сакаат овде. Ти не достига само црвен тепих. Често доаѓам. Затоа ме знаат луѓето овде. Зошто ме гледаш така? Извини, сум се занал. Толку чиста убавина имаш, исто како да гледам во вода. На човек му доаѓа се повеќе да те гледа. Благодарам. Тоа е убав комплимент. Мислам дека малку кажав, а немав толку зборови за да ти кажам повеќе. Минатиот пат ова убаво ти го објаснив, нели Башар? Јас сум свршена. Да, за жал. Не мислев дека едно богатство како тебе може да остане само. За жал, јас сум во групата пријатели и за тоа сум свесен, не грижи се. Не очекувам ништо друго од тебе. Мило ми е. Епа не оди тоа така со седење дома, Нихан. Јас мислам да земам учество во некоја хуманитарна организација. Па ќе видам околу тоа. Се уште не сум одлучила во која ќе бидам покорисна, нели? Многу убаво си размислила. Секако, мила.
Ај, овие кафињава како да се варат кој знае каде. Никако не можам да успеам да ги научам на ред, Мила. Со ваша дозвола ќе одам да видам. Нихан, биди брза, оди земи го писмото. Мамо, полудели како да го земам? Ако ме фати, што ќе ѝ кажам? Мамо, што правиш? Мамо, ќе се... Ете, конечно стигнаа кафињата. Повелете. Со лесно некај, мајсторе. О, добродојде, сине. И јас тебе те чекав. Види дали испадна како што Се сакав. сомневам во тоа, мајсторе. Што да правам јас? Си ја знаеш ти работата, сине. Почни од каде сакаш. Ѓулен, навистина е како што кажуваш. Душата на човекот излегува на виделина. И незиното лице е такво. Убава е. Само да знаеш, убавината не дворешна, сине. Јас ти зборувам за внатрешната убавина. Имаш право, мајсторе. Има срце како на ангел, на сите им помага. Не ни очекував да се љубиш во поинако девојка, освен само некоја како неја. Извини, мајсторе. Молам, суде. Како си, Атакан? Добро, а ти како си? Многу ми е здодевно. Мислам заедно да го поминеме викендов. Мила, јас сум кај мајсторот во работилницата. Не можам да дојдам. А вечер да се видиме? Не, треба овде да завршам некои работи. Во ред, Мила? Ајде, ќе се видиме. Чао. Довидување. Ало? Мамо, јас разговарав со татко ми. Разбирам, Мила. Сакаш да дојдам? Во ред, Мила. Ти оди дома, јас набргу ќе дојдам. Што е, Нихан? Да не се случило нешто? Ѓулен е малку тажна сена. Сака да бидам покрајна. Осаменна е, се уште не може да се навикне. Не е нешто сериозно, нели? Не, но сепак јас да одам да бидам покрајна. Ако дозволиш. Господи Боже, ова вака не оди, ама повторно ви благодарам што дојдовте. Не знам. Никако не можам да излезам на крај. Тебе како ти оди? Не, тато, ни јас не можам. Особено што јас ја отежнав целата работа. На состанокот требаше да бидам потрпелив кон човекот. Се извинувам, тато. Го бранеше татко ти, сине. Не ми замерувај, ти се наутив, ама добро направи. Секако само уште еднаш ако се обидеш да направиш такво нешто, воопшто нема да те жалам. Ајде одиме на риболов. Ми издоде од пресметќа и нема пред мајка ти да бидеме лажговци. Добро. Седев! Каде е писмото од тука? Го оставив каде што ми рековте. Па каде е? Го нема. И јас не сваќам, сигурна сум тука дека го оставив. Тогаш летна. Значи не можеш да дочуваш едно писмо. Тргни се, ајде, оди си. Оди, ајде. Што ти рече Ѓулен, што излеговме така наеднаш? Ѓулен беше изговор. Мамо, како да се стесни куќата. Еден момент помислив дека веќе не можам да дишам, види на што спаднавме. А што ако Сена помисли дека ние сме го зеле пликот? Нема да помисли такво нешто, душо. О, фала му на Бога, ја средив ми оваа работа. Немој да се тажна веќе. Чекај да видиме. Ајде таа змија што напишала. Се раскажала. Безсрамничка, срамота. Видели?
Добро што стигнавме на време. Знаете дека таа жена може да направи вакво нешто, дека е спремна на тоа. Зошто дојде? Треба да разговараме. Не може вака наврата. Нема што да разговараме. Те молам, Фиген. Ова е многу важна работа. Што е тоа толку важно? Зошто криеш од мене дека си бремена? Значи ти кажа, Да, Јулен ми кажа. Но требаше ово од тебе да го дознам. што требаше да кажам? Требаше бебето како услов да ти го кажам. Сигурно до сега си сватил каква сум. Знаеш дека не би направила такво нешто. Сепак, немаш право вакво нешто да криеш од мене. Воопшто не ми падна на памет дека некој што не ме сака мене ќе го сака детето. Не можев да те принудувам. Немаше да ја кажам ни на Ѓулен, ама не знаев што да правам. До сега не ми се случило вакво нешто. Види, Фиген, треба да го оставиме тоа што го преживеавме во минатото. Ќе имаме дете. Не сакам тоа дете да порасне без семејство. Треба во најкратко време да се венчаме. Во ваква состојба не можам да се венчам. Како да ми наредуваш? Не си принуден на ништо. Мораме, Фиген. И двајцата мора да мислиме на тоа дете. Но ова што ти го предлагам сега, не е зашто морам. Така ми дојде однатре. Те молам, ке се омажиш ли за мене? Сигурен си дека ти доаѓа однатре? Аха. Енгин. Да. Не може вака мал. Парам да те оставам каде што одиш. Не, и јас можам да продолжам. А имам и работа, ти благодарам. Да ми го дадеше телефонскиот број. Може би некогаш ќе можеме да разговарам. Ова, мислам дека тоа не е правилно, Пашар. Зошто? Не ти годеше моето пријателство? Или до толку сум ти антипатичен? Биди искрена, ќе те разберам. Не, секако дека не си. Ако е така, ти ветувам дека ако ти наштети моето пријателство, веднаш ќе се изгуби. Напразно ли ќе биде цела оваа случајност? Животот ќе ни се налути. Се разбира, не можам да се спасам од тебе. Запиши го бројот. Беше на доктор. Каква ти е состојбата? Има нешто што треба да се направи? Се е во ред, Енгин, не грижи се. Изгледа заборави, медицинска сестра сум. Ке треба и јас веднаш да најдам некоја работа. Зошто? Како зошто? Ова е голем град. Не е мало место. Пензијата нема да ни биде доволно. И, јас работам. Не може. За детето ќе имаме многу трошоци. Не е проблем. Ќе најдам нешто. И така ми е злодевно дома. Што чекам? Веднаш треба да барам некоја работа. Да ги разгледам огласите. Може би ќе најдам некој оглас за работа. Зошто толку брзање? Морам. Така лесно не се наоѓа работа. Вечерва ќе дојдеш на вечера? Ќе дојдам. Леле, ај, а писмото?
Фиген се јавува. Што сака пак сега таа невоспитана? Молам, Фиген. Здраво, госпоѓо Нихан. Сте разговарале со Енген. Ви благодарам. Но јас во таа нервоза го испратив писмото. Што ќе биде сега? Ние средивме. Од сега со тебе немаме никаква работа. Ако не е многу важно, воопшто и да не се гледаме. Само тоа го сакам од тебе. Пријатно. Одам во мојата соба. Како мене да ми е милова што се случува? Uzaklarda bir yerlerde parça parça yürekler var. Habersiz birbirinden ayrı ayrı yaban ellerde. Ne yazık yaşanmamış hayaller var. Candan öte, canından öte, sevince anlar insan, sevdiğimi bir anlasan. Çok susuzum, yağmur olsan, bir ömür yağsan. Candan öte, canından öte, sevince anlar insan, sevdiğimi bir anlasan. Çok susuzum, yağmur olsan, bir ömür yağsan. И, кажи да видиме. Наместо да го поминеш викендот со свршеницата, зошто си на работа, синко? Нема ништо, тате. Се грижам за работата. Сега наместо да одиш со свршеницата некаде, загриженоста е споделува со таткото на риболов, така ли? Што се случува, Кан? Зарем нема да ми кажеш, синко? Само имам некој лошо предчувство, тато. Како нешто да недостасува. Како еден дел да не си доаѓа на своето место, колку и да се трудам. Всушност, Ѓоркев не е твојата друга половина, така ли? Не знам, тато. Може би јас премногу размислувам. Може би јас го сакам најдоброто или не знам што точно сакам. Хаос ми е во главата. Види, сега и мене навистина ме збуни. Па пред некој ден ја гледаше незината фотографија. Види, само ова можам да ти го кажам. Не треба да се брза за вакви работи. Имаш време. Не обрнувај внимание на зборовите на мајка ти. Ако ти е измешано во главата, слушни си го срцето. Ама навистина слушни го. Тоа што не го сака срцето, побарај го со мозокот. Потоа, секој чукање на тоа срце ќе ти го изеде мозокот. Каква одлука и да донесеш, јас сум за тебе. Немој да се грижиш. Благодарам, тато. Добро што ти имам. И јас тебе, сине. Аха, загриза риба. Мајсторе, јас овие вака ги исеков. Како изгледаат? Што правите вие тука? Суде? Што бараш ти тука? Здраво, дојдов да те киднапирам. Со лесно нека е, мајсторе. Дојде, Кирко. Добре, најдов. А така, ајде да одиме некаде. Суде, душа. А работам, те кажав дека не сум слободен. А зошто брзаш толку? Друг пат ќе продолжиш тој да си почнал. Ете, за жал не ќе можам да дојдам. Веќе му ветив на мајсторот дека ќе му помогнам. Добро, нека биде така. И јас да не ви пречам по работата. Нека ви е со лесно.
Благодарам. Ти друга сакаш, друга тебе те сака. Кој? Судели? Не, ние сме како брат и сестра. Заедно пораснавме, мајсторе. Немало поголем слепец од оној кој иако гледа, не сака да види, знаеш ли? Здраво, баба. Добре дојде. Си разговарала со татко, ти што се случи? Татко ми ќе се ожени со Фиген. Каде е мајка ми? Горе. Ѓулен, дојди, ќерко. Што рече татко ти? Одлучи да се ожени со Фиген. Но мечтал повторно да бидеме заедно. Да видеше како беше нерешителен. Едно време помислив, можеби не требаше да му кажам. Зошто вака се случи, мама? И јас не знам, ќерко. Знаеш ли, од сега уште повеќе ти се восхитувам, мама. Зошто? Колку жени можат да го направат ова, мама? И покрај тоа што си уште го сакаш, не ја остави Фиген сама. Толку си внимателна што дури се трудеше татко ми да изгуби надежта во тебе. Да беше некоја друга, немаше ни да го спомне тоа дете. Се гордеам со добрината што ја направи, мама. Молчи. Молчи. Мама? Леле, суде? Што ти е, ќерко? Кажи ми што ти е, не ме полудувај вака. Така. Како да ужива да ме понижува? Не, душичке, Патака не би направил такво нешто. Мамо, за да ме забележи, направи все, но него како да не го интересира. Мило, па тој е господин, нели знаеш? Нели ние го сакаме точно поради тоа? Нека не биде господин. Веќе ми здодеа да трчам по него како сите други девојки. Па во тој случај јас ке разговарам со него. Само уште тоа фалеше, никако. Не можам толку да се понижам. Во никој случај нема да одиш. Кирко, јас нема да навалувам воопшто. Очигледно е дека детето се срами од нас, се чувствува како да ни е некаков должник. И на убав начин, јас ке му објаснам дека не треба така да се чувствува. Мајте, немој да бидеш тажна. Ги подготвив најубавите јадења за тебе. Не требало да се мачиш? Не, душо. Какво мачење. Задоволство ми беше. Зедов и вино да наздравиме. Ке пиеш вино? Ај, ставив и за мене. Можно ли е, душо? Како да пијам? Забрането е веќе за мене. Но...
господин Јунус се нема јавено. Што е со парите од хипотеката? На сметка се. Кредитните картички ги плаќам, не грижи се. А ти нема веќе да разговараш со мене? Не можам веќе да бидам во оваа игра, мамо. Каан, ако не се ожени со Ѓоркем, нека не се жени. Од сега само керките ќе си ги гледам. За другото што сака нека биде. Подобро да полудам, отколку вака да живеам со срам. Јас целиот мој живот го изживеав во добри услови, во луксузни. Сега ти мислиш дека ми е лесно мене ова што го доживувам поради вас? Ако сакаш да умрам гледајќи дека се осрнува името на семејството Озум и дека мојата принцеза живее во немаштија, само продолжи вака да се однесуваш. Добро вечер. Добро вечер, принцеза моја. Од каде вака? Каде бевте, каде прошетавте? Се забавувавме со пријателите. Кога велиш пријатели, а Каан каде беше? Денеска имаше работа, не можеше да дојде. О, па каква работа, било тоа за викенд? Јас пак си помислев дека заедно шетате. Нормалните луѓе така прават, нели? Но за Каан овој период не може да се каже дека е нормален. Ама и тој претерува, значи. Да и кажеме на Сена малку, нека го искара, нека го прибере. Може ли вака убава девојка како тебе да остава сама? Остави, јас ќе одам во собата. Многу се досадував денеска. Оди, принцесо моја, и немој многу да се грижиш. Секе си дојде на своје место, ти ветувам, слушај. Добра ноќ. Лека ноќ, душо. Ѓорке, слушнав дека дојде, може да разговараме? Што се случи? Ти го донесов ова. Што е ова? Подарокот што ми го даде за мојот 6-ти роден ден. Тоа навистина беше изненадување. Среќен роден ден, Ѓулен, среќен роден ден, Ѓулен. Ајде, чувајте. Браво, Ѓулен. Види, ова е за тебе. Ти е купила најубавата кукла, Ѓорке. Ти благодарам. Браво. Може би ќе те подсети на нештата што ги изгубивме. Не разбирам зашто толку се оддалечивме. Но јас се уште верувам во нас, Ѓорѓе. И ќе верувам. Сакам да знаеш. Добра ноќ. Е, душо, купивме што купивме, одиме на каса. Кога не и поминува картичката. Извади друга, но и таа не поминува. Е, потоа мораше да си плати во готово. Што има во тоа, не разбрав. Очигледно дека имало некој проблем со банката. И во двете банки ли имала проблем? Зошто немаше кај мене? Па од иста банка ни се картичките, а Нихан многу си спаничи, да знаеш. Тебе така ти се причинило, мила. Ако се сеќаваш, пред некој ден ти кажував за случката со вазната. Демек, таа гледала некоја друга вазна да се ја земе, а првата одеднаш и се изгуби од дома. Господи Боже, какви ситници забележуваш. Може би изодела таа вазна на жената, па ја тргнала, од каде знаеш? Леле, наеднаш изодела, токму кога бараше иста таква, така? Ова работа не ми мириса на Арно Еркут. Не разбирам во што се сомневаш.
Сигурно на големото богатство на семејството Озум нема да му недостигат пари. А што ако се случи такво нешто и ние последни дознаеме? Види, Еркут, тогаш многу ќе ти се наутам. Пред да биде доцна, оди распрашај се. Не е веќе до толку. Остави госпоѓа Сена, не креве прашина напразно. Види ваму, и немој наоколу да се распрашуваш. Ако слушнеш што ќе им кажеме на луѓето. Леле, колку си смирен човек, Еркут. Камо и јас да можев да бидам мирна како тебе, леле? Камо, бе, Сена, камо. Еркут! Спиеше ли, чедо? Многу е доцна, знам, но дојдов да прашам, ке може ли утре да земеш дозвола да излезеш од работа? Зошто? Па прв пат за роден ден беше покрај мене и не успеавме да прославиме. Сакам да си прославиме. И малку ќе останеме заедно. Мајка и керка, што велиш? Како да не сакам? Утре рано ќе си ги завршам работите и попладнето ќе бидам слободна. Во ред. Тогаш, ајде, спи сега, мила. Лека ноќ. Лека ноќ, злато. Значи цел ден беше во работилницата. А да ме викнеше, како се одвиваат работите? Одлично. Супер, на мајсторот многу му се допадна. Уште да ги бојасам, па видете ги. Операцијата многу добро се одвива. Добро. Ке видиш, ке му ги покажам на Чичко Ерко твоите способности. Навистина. Ке видиш, се ќе биде многу убаво. Денеска да одиме малку до кај господја Мевхиде. Не сме посетиле одамна, срамота. Срамота. За денеска попладни ветив на Ѓулен, мамо. Ке го славиме роденденот, зеде дозвола од работа. Малку ќе прошетаме. Секако дека и ти ќе дојдеш, Ѓорке. Денеска денот нека ми помине со керките. И ветив на суде. Не можам да дојдам, мамо. Аман, мила, секој ден сте заедно. Еднаш откажи на суде, дојди со нас. Не можам да ја откажам, мамо, извини. Овој период не е добро, морам да бидам покрај неа. Ти си знаеш. Го подготвив досието што ти требаше, Каан. Ти благодарам. Имаш ли 5 минути време? Се разбира, повели седни. Немав можност да ви се заблагодарам за изненадувањето за роденден. Ние ништо не сторивме. Се организираше Ѓоркем. Ѓоркем ми кажа дека ова всушност била ваша идеја. Вашето присуство значеше дека многу ме цените, многу ви благодарам. За се ти благодарам. Нема нешто. За мене голема среќа беше што ти беше среќна. Знаеш, убаво е чувството кога човек знае дека има пријател како тебе. Многу сум среќна. Ѓорке ме одбрала човек како тебе, бидејќи од секогаш сум сакала да бидам пријателка со зет ми. Зет. Се разбира. Да не ти го одземам веќе времето. Ми поминаа 5 минути. Со лесно нека е. И тебе исто. Зет. Тоа е се што знам за господица Ѓоркем. Зошто? Ово ми е од корист, ама за да го добијам тоа што го сакам, потребни ми се повеќе информации. Постави некого да ја наблюдува Ѓоркем 24 час. Информирате ме секој ден. Разбрав, ќе поставам. Ти излегуваш? Уште малку, мамо. Има време. Господин Нихан, дојде господин Енгин. Сака да ве види. Нека дојде, Ајшен. Ете го. Дојде режисерот на нашето денешно расположение. Здраво, Нихан. Добре дојде, Енгин. Не изамерена мајка ми. Повели седни.
порачам кафе за тебе и веднаш доаѓам. А да погледнеме во нашата продавница, го смениле излогот, види. Ајде да погледнеме. Суде, види го прстенот. Навистина би лубав. Ајде да го погледнеме. Здраво. Здраво. Може да го погледнеме овој смарагдниот прстен? Секако. Повелете. Ај, многу е убав. Прекрасен е. Ми прилега. Навистина многу ви прилега. Многу ви благодарам. И на вас Многу исто ни се многу ви допадна. благодариме. Пријатно. Довидување. Пријатно. И зошто не го купи? Токму твој стил беше. Да, многу ми се допадна, ама ваков прстен човек сам себе не може да си го купи. Особено ако има свршеник. Но како да мисли Каан на такви нешта сега? Всушност, брат ми мисли на такви нешта. Не се знае, може да те изненади. Би сакала, ама не верувам. Суде се откажав од галење. Каан веќе не се интересира за мене. Ја знам дека и едниот и другиот се иста марка. Како Атакан па многу да се интересира за мене. Бате, јас сум. Јас за кратко време ќе се оженам со Фиген. Сакав сам да ти кажам за тоа. Знам. Ако имав право на една желба во животот, би посекал да видиме повторно семејство. Последните неколку денови животот ми ги враќа направените грешки. Понекогаш се чувствувам виновен и си велам. Камо да го имав денешниот ум, тогаш не би дозволил да се распарчи нашето семејство. Ама... Те молам, не продолжувај, Енгин. Многу е доцна да разговараме за ова. Доволно се растаживме и двајцата. Те молам, оди си. Каде го остави печатот овој човек? Што бараш на моето биро, Атакан? Јас само го барав печатот, не секајки го најдов ова на вистина. Дај ми ја мене, те молам. Каан, пријателе, мислев дека ова поминало. И јас, ама никако не поминува. Ќе ми пукне главата од постојано размислување, Атакан. Ќе полудам, верувај ми. Знам дека Ѓулен никогаш нема да ме погледне со такви очи. Ама сепак јас влюбен сум во неа. Каан, и ти си свесен за ситуацијата, ама должност ми е да те подсетам. Ти ќе се жениш, бате. Нема да се женам. Што? Брат, кога во мислите ми е сестра и како да се оженам со Ѓоркем? Ова ќе биде неправда и за неа и за мене. Треба да најдам пригодно време и да разговарам со неа.
сте ме повикале. Дојди, Месут. Ги разгледав сите сметки. Добро е. Може да ги извршиш исплатите. Во ред. Во меѓувреме, има ли вест од човекот што ја следи Ѓоркем? Пред малку се јави. Убаво. Што има? Каде било? Господица Ѓоркем денеска била во една златарска продавница и се допадна во еден прстен. Прстен, а? Но не го купила. Ајде, мамо. Еве, дојдовме. Мамо. Во ред, еве, отварам. Мамо! Види ги колку се само прекрасни. Значи ти се допадна изненадувањето? Што велиш, ке се онесвестам? Верувај, не можеше да најдеш подобро место од ова. Види ги колку се убави. Ајде, мамо, заедно да јаваме. Не можам да јавам, Ѓурен. Ке те научам, мамо. Многу ќе ти се допадне, ајде само еднаш. Не, Кирко, ти јавај. И мене ќе ми биде задоволство да те гледам колку си среќна. Ајде, мила. Добро, но облеката? Се е подготвено внатре. Мајка ми мисли дека Атакан се однесува така бидејќи се чувствува како да ни должи нешто. Затоа сака на убав начин да му каже дека нема потреба така да се чувствува. Јас не сакам мајка ми многу да се меша во оваа работа. Ама мајка ти има право, мила. Ако е од корис, нека разговара. И Атакан нека престане така да се однесува. Мислиш дека ќе успее? Единствено од што се плашам е да не го изгубам Атакан. Не плаши се. Ти си измислена за Атакан. Се надевам дека и тој вака размислува. Откако знам за себе, за мене постои само Атакан, знаеш? Знам како да не знам. Но Ѓуркем, што ако ме одбие? А што ако цело време јас се залажувам? Напразно се грижиш ти толку, миличка. Атакан нема да те одбие, јас тоа го знам. Те сака, го чувствувам тоа. Ако оставиш на него, не ќе може да ти прииде уште 1000 години. Еден од вас мора да биде решителен, а во случајов тоа си ти. И види што ќе ти кажам. Ајди ти забрзај работата, па заедно да правиме свадба. Дај Боже! Тетка Сена. Добре дојде, колку убаво изненадување. Здраво, Атакан. Повели да ти нарачам чај или нешто друго? Не, душо, сега пиев. Дојдов да го посетам чичко ти Еркут, па си реков да поминам и кај тебе. Ми не достигаш. Неколку дена те нема кај нас, па. Ти си ми како син, знаеш, нели? Не те делам воопшто од Кан. Како да не знам. Многу ви благодарам. Што и да направам цел живот, никако не ќе можам да се одолжам. Секогаш стоевте зад мене, секогаш ми бевте семејство. Ние ова го направивме сакајки, сине. Затоа немој да се чувствуваш дека нешто треба да ни се одолжиш. Се разбравме? Ви благодарам. Многу ви благодарам. Велам, нема потреба да ми се заблагодаруваш. Немој, сине. Немој да мислиш на минатото и да се плашиш од сегашноста. Си велам, ако сакаш да ни бидеш и поблизок во семејството, немој да мислиш на нас и да се стегаш. Извинете. Тетка Сена, извинете. Не разбрав точно што сакате да кажете. Ништо посебно, душо. Само го кажав онака што ми отворивме темата. За ти да се чувствуваш добро. Епа нема потреба заради нас да се стегаш за било што, нели? Нас особено би ни израдувало тоа. Тетка Сена, извинете. Извинете, јас навистина ништо не ве разбрав. Јас мислам дека разбра, Атакан. Немој да се стегаш толку, синко. Ајде, со лесно нека ти е. Довидување. Довидување. Довидување.
ли ти дека за прв пат вака со тебе сами излегуваме? Секако дека сум свесна и задоволство ми е. И мене. Тогаш почесто да го правиме ова. Откако си дојдена разговаравме за многу нешта, но ништо на приватен план. Знаеш, мајките се љубопитни за вакви работи. Немаш момче? Немам. Не верувам. Зошто? Како може убава девојка како тебе да биде сама? Секако дека имав додворувачи. Ама не сакав да започнам врска додека не најдеме постојано живеалиште. А и требаше да се грижам за татко ми. Сега не важат и двете причини. Свесна сум. Ако излезе некој што ќе ми се допадне, зошто да не? Добро, има ли некој таков во твоја близина? Мамо, имај милост. Не може до толку да го притиснуваш човекот. Значи има. Нека биде така, млада господице. Само за денеска ја затворам темата. Немој да мислиш дека ќе се спасиш, да знаеш. Здраво, Леман Султанке. Повторно слушаш стари песни, а? Што да правам, принцезо? Постанав малку сама, па ми издодеа. Си реков, ај да слушам малку музика. Сама си? Се уште не се дојдени? Не се вратени, не. Напладни излега, што може да права толку долго? Па јас се грижам за тоа. Не, мила, сигурно се шегуваш. Мама, се комам, така се викаше девојката. Утрата се навикнала и таа, па се смее на своето име. О, Господа даде секогаш да бидете вака среќни. Изгледа многу добро сте се забавувале. И тоа како деца. Каму и ти да дојдеше, Ѓурѓе. Многу пропушти. Мајка ми ме одведе да јавам конј. Јас па баш и не сакам конј. Сепак ќе си поминеш убаво, Керко. Односно и да ги гледаш тие што се забавуваат е забавно. Мамо, како беше со таа жена? Не му даде правец на конјот, па конјот. Ѓоркен, требаше да видиш. Што вие до ова време се расправавте со коњи таму? Ние пак се загриживме каде ли се до сега? Нели се јавивме, кажавме дека ќе задоцниме. Штом најдовме време да бидеме сами, рековме да се забавуваме. Мама, дојди да ти ги покажам цртежите. Покажи ми да видам. Но многу е тајно. Види. Еве ги, еве овие се. Ѓулен, многу се убави. Од каде научи вака да црташ? На едно место каде што бевме имаше еден доктор. Неговата супруга црташе, таа ме научи. Рече дека имам талент и ме учеше. Таа ме научи за се. Ето од многуте места што менувавме, на секаде си учев по нешто. Многу убави се моделите, прекрасно, одлично. Браво за мојата мила Керка, се гордеам со тебе. Мила, многу се убави. Види и боите, многу се добри. Што се стори овие двеве? Што прават уште во собата внатре? Не знам. Изгледа повторно нашле нешто. Види како пеперутки седна со друга.
Господице Ѓорѓем, ова стигна за вас денеска. Што е ова? Јас се возбудив многу. Ајде, отвори. Дај да го видам. Помислив дека овој прстен само на твоите прсти ќе најде живот. Се надевам дека ќе ти се допадне. Баш. Сигурно Каан сака да ти се извини за викендот. Браво за син ми. Колку бев прстен, Ѓорѓем? Каан ни го испратил. Навистина, да видам. Да, Каан го испратил. Ме следи ли овој човек мене? Колку е нежен, многу е убав. Да одам, да му се јавам на Каан, да му се заблагодарам. Секако, душо. Здраво, јас сум Ѓорѓем. Подарокот го добив. Те молам, кажи ми дека многу ти се допаѓа. Ова не е подарок што можам да го примам, Башар. Те молам што побрзо да се видиме. Или дај ми адресата да ти го вратам подарок. Зошто? Види, ако го примиш, многу ќе ми израдуваш. Верувај, немав лоша намера. Штом го видов прстенот, се сетив на тебе и веднаш сакав да го купам. Благодарам. Ама ова е прстенот што го гледав денеска. Ти ме следиш ли мене? Навистина? Разбрав. Затоа ти сплаши мојот подарок. Нема потреба да се плашиш. Ова е уште една случајност. Но многу сум среќен што сум ти го погодил вкусот. Уште еднаш ќе ти кажам, не можам да го примам подарокот. Те молам да ми кажеш на кој начин можам да ти го вратам. Во ред. Ако толку те вознемирило, може да се видим. Помислив дека ќе се израдуваш. Да знаев дека ќе се налутиш. Немаше да ти го купам прстенот. Ако сум те вознемирил, извини. Жал ми е. Како и да е. Штом се договоривме, нема проблем. Добра ноќ. И тебе. Не ми остави ни збор да кажам, разбрати ми кажа и потоа си отида. Многу се збунив, мајсторе. Изгледа дека тетка Сена очекува јас да се оженам со Суде, а? Значи ова се трудела да ми го објасни тетка Сена, нели, мајсторе? Мислам дека на убав начин се обидела таа да ти каже. А што ако и Чичко Еркут очекува вакво нешто? Ние со Суде пораснавме како брат и сестра. Како може да помисли дека можеме да гледаме еден во друг со такви очи? Ти не сакаш да веруваш, ама Суде изгледа не мисли исто како тебе, Атакан. Не е можно тоа. Ако продолжи оваа тема, јас ќе морам да ја оставам работата. Види, штом те гледат како нивни син, тогаш нема да те принудуваат на нешто што не сакаш. Немој веднаш да барзаш, синко. Како можам на друг начин да ги одбијам? А и откако ќе ги одбијам, како можам да ги погледнам повторно в лице? Не треба твојот живот да биде цена за ниеден долг, синко. И никој не може да го бара тоа од тебе. А што ако имаш право? А што ако и Суде го очекува тоа од мене? Што ќе кажам неизе? Види, велат, гледај право, најкраток пат е, синко. Бе, мајсторе, што ќе речам, јас сакам, друга нема шанса тебе да те сакам. Вака ли треба да ја кажам? Како ќе го кажам тоа? Ти нема да се откажеш од Ѓурен, нели, сине? Види, мајсторе, јас не можам да ја придам. Можам само оддалеку да ја гледам. Ако зборуваш за тоа, да. И оддалеку да ја гледам, нема да можам никогаш да ја имам.
Влези, мамо. Не можевме да разговараме татко ти. Мислам дека те интересира, па дојди. Умирам да дознам. Што направи? Што рече Атакан? Не оставив ништо да каже, значи, јас му кажав се што требаше и излегов. И така, не мене, туку тебе ке ти каже што има, нели? Па немој веднаш да ми се растажуваш. Набрзо се ќе биде како што сакаш, убавице. А сега ти... да ми спиеш мирно, тоа, во ред? Што се потите повторно вие, мајка и ќерка? Ви завидувам. Аман, веќе, не жали се. Ајде, дојди, големо дете едно. Само и посакував лека ноќ на ќерка, мислам о тоа. Не завидувај, тато. Види, овде има многу место и за тебе. Во последно време почнавте многу да шепотите. Ако криете нешто од мене, ќе ви се налутам. Аман, па душо, што може да криеме ние од тебе? Па женски разговори нешто се кажуваме со ќерка ми. И јас поверував. Да видиш каква риба подготвува, прстите да си ги изедеш. Кога ќе видиш, нема да ти се допадне, скромно место е. Точно како што сакам јас. Многу сакам риба. Во ред, и јас. Добро утро. Што е ова? Уште рано наутро зборувате за риби? Денес попладне ќе одведем Ѓулен на едно место, за тоа зборуваме. Што е, Ѓулен? Да не остави работата? Не, мила. Денеска земав слободен ден. Сакам да сум што подолго со мајка ми. Добро што не те бркат од работа. Се барали секој ден дозвола? Да речеме, користам од годишниот одмор. Ѓорке, денеска и ти дојди со нас. Местото е покрај морето, скромно е, но човек се чувствува мирно таму, многу. Колку убаво би било. Ајде, Ѓуркем, дојди. Не можам, вие одете. Немој да правиш сега вака. И за тебе ќе биде промена. Дојди, нема да се каеш. Мамо, за 2 дена успеа да го дознаеш вкусот на Ѓулен, ама мојот изглед уште не го знаеш. Јас такви места не сакам, не знаеше? Како да се налути? Таа сака секогаш светот да се врти околу неа. И да разговарам со цвекињата би била љубоморна. Мила, најмалечка ни е во семејството. А ти пак како да си многу постара од неа. Здраво. Здраво, добре дојди. Синоќа, од што мислев дека сум те навредил, не можев да заспиам. И јас не можев да заспиам, мислејќи зошто го направи ова Башар. Мислев дека се договоривме дека ќе бидеме само пријатели. Мислам дека погрешно ме разбра. Уште еднаш да не се сретнеме. Всушност, ти мене погрешно ме разбра. Јас ова ти го подарив како пријател. Зарем пријателите не си купуваат подароци? Ама не купуваат толку скапи подароци, нели? Според што скапа? Ако го споредуваш со тебе, овој прстен нема никаква вредност. Верувај ми, не очекувам ништо од тебе. Те молам, немој да ме избришеш како пријател. Ако ми ветиш дека уште еднаш нема да направиш нешто вакво. Знаеш, после ова повеќе ќе те почитувам. Во ред, ветувам. Нема ништо веќе да ти купувам. Ама ова е твое. Почекај, слушни ме. Во ред, за сега ќе го земам. Ама ова беше за тебе, затоа не можам да ти го вратам. Ќе го земеш ова од мене кога ќе имаш целосна доверба во мене и во нашето пријателство. До тој ден, јас ова ќе го чувам за тебе. Се договоривме? Благодарам, ама не верувам дека на било кој начин ќе можам да го прифатам. Сега треба да си одам. Пријатно. Ало, Душа? Како е денеска мојот миличок? Ништо те загрижило, каем? Јас пак ќе те прашав дали ќе одиме некаде вечерва. Добро, Душа. Вечерва ќе дојдам кај тебе. Те бакнувам, не грижи се. Во ред, Душа, во ред. Те сакам.
Пријатно. Што се случи? Ѓорѓе, вели вечер да се видиме. А по гласот звучеше среќно. Верувај, не знам како да ја кажам. Значи решен си да разговараш? Реков дека морам. Како и да е, ќе видам вечер како ќе се чувствувам. Ќе најдам начин да ја кажам. Тешка вечер ќе биде. Следната недела ќе се венчам, Енгин. Се уште не можам да верувам после 2 години чекање. Енгин, треба да одлучиме дали ќе останеме овде или кај тебе. Според тоа треба да го уредам станот. Не остана многу време. Што велиш, Енгин? Ово? Не слушна што ти кажав? Се занесов, извини. Сигурно си уморен, цел ден бараш работа. Не се, ајде за ова ќе разговараме утре. Чекај да сварам кафе, па заедно ќе пиеме, може? Може. Долго време не си ме гледал вака каан. Многу се израдував. Не знаеш. Јас не сум многу романтичен човек. Треба да изгубам надежта од некој што гледа вака. Ако ми дозволиш, ќе одам до тоалет, веднаш ќе се вратам. Штом вечерва ме гледаш вака, треба и убаво да изгледам. Уште ти фалеш. Колку убаво изненадување. Добро вечер, на здравје. Не заслужува човек да се поздрави со тебе. Моето е од дженталменство. И боксерите прво се поздравуваат, потоа почнуваат да се тепаат. Извини, ти ниту ова не го знаеш, нели? Немој ни да си помислил. Добро, Месут, добро. Остави. За сега нека се сили како лав. Штом ќе ви заврши работата со него, ќе се претвори во мачка. Не е време сега да се чепкаш со мене. Оди си одовде, Башар. Изгледа не можам да објаснам. Имаш работа со мене. Месут, овде атмосферата е за никаде. Уште еднаш да не доаѓаме. Добро се каан. Кој беше ова? Зошто толку те изнервира? Обичен никак веце тоа. Ова е луд човек, Ѓорѓе. Поради тоа што не прифативме да соработуваме со нив, сака да ни наштети. Можел се да ни земе од рака. Значи затоа се врти околу мене. Ѓорѓе, да си одиме одовде, бидејќи немам желба да останем. Да одиме, душа. Ајде, мамо. Што да правам? Фрли една карта. Земи да еве. Ајде, мамо. Имаш многу карти во рака? Мамо, фрли една. Сега земи една. Како да фрлам? Ѓорѓем, добре дојде. Ова го земав. Дојде Керко. Многу забавна играме учи Ѓулен, да играме заедно. Ајде седни. И ќе ти раскажеме денес како ни помина денот. Земи уште една. Земи. Што е многу има? Ете, сега мора да трпиш казна. Крадеш карти? Не, никако, немој да се жалиш. Со мајка ми денеска многу се забавувавме. И за викенд заедно да излеземе, ќе се забавуваш и ти. Чекај сега да ти раскажам. Прво отидовме на риболов. Да ги креневте главите од тие ваши глупави карти, ќе видевте дека не сум во состојба да ги трпам вашите лигавења и смеења. Ѓорѓе, почекај, Керко. Ѓорѓе, Керко, што ти се случи тебе? Што ти е? Да не се скаравте со Каан?
И да сум се скарала со Каан како да те засега, мамо. Не зборувај глупости, Мила. Не разбирам како можеш такво нешто да кажеш. Чекај. Или мојата мала сака да се гали. Мамо, доста е веќе. Откако е дојдена за тебе, само Ѓулен е значајна. Станавте како близначки. Една минута не се делите една од друга, мене ме отфрливте. Всушност, ти ни една секунда не делиш со нас. Се трудиме во се да ти се прилагодиме. Но ти бегаш, што да правиме, Ѓорке? Бидејќи ме викате, мамо, само од формалност. Не ме молите вие мене. Признајте дека без мене сте многу среќни двете. Можно ли е тоа, Ѓорке? Секој пат те викавме, ама толку беше незаинтересирана и не доаѓаше. А ти не мешај се во ова. Не отварај устата. Зошто навалуваш толку на девојката? Таа ти е постара сестра, Мила. И тебе многу те сака. Види, ете, повторно не ја браниш. Ми здодеа веќе, Ѓулен па Ѓулен. Таа додека се шеташе по редиштата и планините, јас ти бев ќерка. Гледаш ли колку е посебно местото на Ѓулен кај татко ми? И јас требаше да бидам кај тебе. Може ли човек да прави разлика, да ги дели своите деца? Што велиш ти, ќерко? Пред многу години го направивте тоа. И сега мора да го направиш тоа, мамо. Толку години јас бев до тебе, а не добив признание за тоа. Од сега нема да седам и да гледам дека Ѓулен е твојата мила ќерка, јас не можам да бидам до тебе веќе. Мора да се решиш, мамо, донеси одлука. Или јас, или Ѓулен.